Здраво, како се? Здраво, здраво. Значи мене и на тимот ни беше замислата, ова го ветувавме во кампања, урбани скверови со детски игралишта. Целта ни беше да покажеме дека може на вакво паркче, какво што има сега овде со години, дека не мора на вакво паркче да се гради зграда, дека може да се направи нешто што ќе изгледа вака. Да не биде лепенка до постоечкото живеалиште на овие луѓе или овде, дека може да направиме нешто што може да биде различно и што може да го користат сите. Значи, знаете се и дека и општината е во тешка финансиска состојба, меѓутоа затоа сакаме на постоечките вакви паркчиња, кои што се запуштени за жал, да го искористиме ова зеленило, да го уредиме овде со патеки, со клупи, со корпи за отпадоци и со детско игралиште, за да може и повозрастните да си разговарате, да си седите, да си одмарате овде под оваа убава сенка и да може најмладите да си играат овде на ова игралиште. Замислата е првиот дел, овој дел, да биде баш за седење и за дружење, клупи, карши на карши, да се разговара, во сенка да се одмара, додека децата да бидат малку и потргнати на друга страна, ако некој сака тука помирно да си седи, да не му сметаат дечињата и обратно, ние да не им сметаме на нив додека си играат. Значи, овој урбан парк е планирано и да има лед светла, кои што се штедливи светла. Замислата, меѓу другото, е да се искористи ова зеленило што го има, меѓутоа и да се засади ново. Целта беше таму да засадиме дрва повеќе, а овде, бидејќи го видовме со тимот ова паркче и, да кажам, искрено ни беше малку и жал што е такво како што е запуштено, темно и мрачно, дури има овде и клупи, нема патеки, нема ништо, така да сакавме да го разубавиме, но најбитно од се да покажеме дека не мора секоја педа вакво паркче да биде зграда, дека може да биде и нешто вакво што ќе биде убаво. Во поглед на чување и одржување на истото, значи да знаете, ќе имаме ангажирано секако човек кој што ќе треба да чува навечер тука и во соработка со полиција да заштити навечер да нема галама, односно да се користи ова до некое нормално време, еве да кажеме пролет и лето, доки 9-10 часот. Потоа, ако сака некој да седи, ама потивко да немаме проблем со галама. Ова зеленило си останува. Тоа беше целта. Да не се гиба. Не, целта беше да се искористи ова што го има, плюс дрвата од позадија се засаат и плюс лавандите. Значи, овде единствено само на патеката може да смета, не знам, една-две грмушки, да се тргнат грмушки, меѓутоа дрва не.